Значи, снимам видео, пошто ми се снима, не знам зашто интересно ми е. Ведам вајде дека знам нешто паметно да кажам. И значи, еве, сега ти зборам како брат, како другар, сега те замислам тебе камерата дека ти си мој другар. И сега само ќе ти кажам нешто го мислев денеска. И тоа е дека социјалните медии се буквално како акт. Дека никој, брат, ова не е нормално. Не можам да се фокусирам. Те е зела. Кринж. Тоа е тешко. Значи, ајде, ќе пробаме пак. Социјалните медии се срање. Значи, животот ни стана тоа, без разлика дали конзумираш или креираш на нив. Некој ќе рече, не се занимавам с такви ствари, ама пак ти гледаш, ти скролаш, се занимаваш. Пак животот тоа ти е, стануваш си на телефон, на шо, на социјална медија, Инстаграм, ТикТок. Ама не те ни кривам, пошто знам колку е зависно. Знам како те тере, и знам колку пати сум се борел од сабајле да не го фатам телефонот. И знам дека уште позебано ако си креатор или ако ставаш ствари, кога добиваш лајкови и колку убаво чувство е тоа. И само колку чекаш да се појави некој нов лајк, да се разобриш да видиш 100 лајка од сабајле. 100 фоловери. Значи тоа е. А особено ако имаш проблеми со валидација, со сигурност, со самодоверба. Зевана, брат, ама ајде, што да свреш. Значи, тоа, не занимавајте со такви ствари. Кога некој ќе претрпел. Стварно е небитно. И се е фейк, се е фейк. Секој креатор е фейк, најголем дел е, ајде, не зборам за сите, секој е бизнис, секој сака да се постави во најдобро светло. И тоа е окей, пошто за работа го прават луѓето, за пари, и сакаат да се представи најдобра слика, ама треба да го запамтите вие тоа дека голем дел е за пари, за некако влијание, за нешто. Кога нешто е бесплатно, најчесто вие сте продуктот. И фейк, све е фейк. Не е искрено. Еве ја сега ова видео ми беше со намера да е искрено. Кога одма да се снимам без план, без ништо. Може кога да фали тоа. Фали искрено. Секој денеска луѓето имаат страв да бидат своји. Да се покажат во вистинска слика. Особено групата на луѓе во кои јас спаѓам, во смисла на фитнесот, во смисла на изгледот, лукс максинг сањето, се е тоа само страф од искреност, од самите себе, од мислењето на туѓите најпрвен. И сите тие несигурности што се ги имаме за самите себе, кои не изгледат, тоа е врз база на туѓите мислења. Изгледот е само уствари целокупната субјективна перцепција на туѓите личности, пошто ти не можеш сам да се видиш како изгледаш.
имаш огледало, ама тоа не ти менја секојдневните обврски, туку е тујата перцепција врз тебе. И уствари ти не можеш се грижиш за изглед да викаш дека се сам себе. За другите го правиш со надеж дека и ти даде таа сигурност која ти фали. И социјалните медии се перфектни за да представиш лажна слика за себе. И јас од тоа страдав многу, пошто у реален живот ја го немав тоа. Изиграв опасен лик малце еден период. Друго шо правиш? Ништо, пробуваш најдобра слика да испаднеш. Не ни знам која е другата опција на социјалните медии, едно кој постирал глупи слики од себе, ми текнува на Халанд. Ама има некој да, ама пак. Треба да сме искрени, брат. Све е фейк денеска. Ти шо ке кажеш? Добар си? Многу е тешко, стварно. Не знаеш на кој да веруваш, што да правиш, како да се поставиш. Секој да искористи некој, ама секој, кога искористува некој, добро, не секад, ама често тоа е така поради нивните стравови да не бидат искористени. Биди искрен, не си помалку вреден ако не си совршен, ако не си идеален. Никој не. Тешко е, ама све има чара, брат, за све. Не се плаши, брат. Сите луѓе што личат така, опасни, intimidating, во смисла и на женски, и на смисла на секо, такви како што постираат кај се шетаат, што прават, со кои се, кај да идат. Секој е човек, брат. И не се тие повеќе вредни од тебе. Сите се исплашени до негде да се покажат самите себе. Све е станато фейк и се базира на несигурности. Сите што почне да вежба, тоа е ради несигурност, не е ради нешто друго. Пак ќе кажам, не е се така. Но еве зборам моје искуство, но искуство на многу други. Иначе, ова ми е кафе, дупла доза со путар внатре измешано и шиладжит, грам може шиладжит, не знам. Пошто треба да учам после ова, искрен ќе бидам. Не знам што да кажам. И видео ваља ми е само како пробно видео да се научам да зборам на камера и да кажам што мислам во врска со социјалните мрежи. Само нека не постојат во вашата глава, нека не постојат. Пиши, бриши. Ок?
Ај чао.